ХЈС работник во својата трета сезона од постоењето ќе се надпреварува во најсилната ракометна лига во Македонија. Голем поттик за уште поголеми успеси на клубот е новата соработка со компанијата Eurofarm, која сега веќе официјално е генерален спонзор на клубот, кој од наредната сезона ќе го носи името Eurofarm работник. Битолскиот клуб со големи амбиции тргнува во новата сезона, а иако е се уште можеби рано, веќе ги започна и подготовките, кои ќе се одвиваат во Битола. Ова е трета сезона и веќе стигнавме до Суперлигата. Се надевам дека следната година низ Европа и дека и таму ќе имаме успех. Имаме една силна екипа, имаме играчи кои го поддржуваат тоа, значи имаме база и мислам дека сите елементи на она што му треба на еден клуб. Сега имаме и стабилен спонзор и ние сме благодарни бидејќи Eurofarm игра голема улога и во самот ракометниот сојуз и таму се доста етаблирани високо. Генералниот спонзор истакна дека во ракометниот клуб работник препознаа професионален проект, а во тренерски тимиња Иван Марковски и Александар Зарков гледаат вистински луѓе кои можат да го одведат клубот до големи успеси. Особеност има за проектот да биде клубот тој што е на квалитетна ракометна школа, која со професионализам ќе настапува, мислам и ќе ги третира децата од најмали категории кои во иднина ќе го вратат и ракометниот сјај на Битола и ќе бидат носители на репрезентацијата на Македонија. За тоа дека клубот влегува доста амбициозно во новата сезона, говори и тоа што на пресконференцијата беше најавено дека работник ќе атакува на второто место во лигата, а исто и неколкуте засилувања кои се ангажирани. Тоа се во тековната сезона, значи наредната се 7 играчи и од претходната го задржуваме цел ростер кој што допринесе значи да ние се пласираме во Суперлигата. Значи накратко ќе кажам дека нашите амбиции и од почетокот, а и оваа година се јасни. Значи имаме две цели, тоа е во првата полусезона се пласираме во плейофот, а понатаму, значи во втората полусезона ќе атакуваме и на второто место. Стручниот штаб, представен од Иван Марковски и Александар Зарков, истакна дека кога го започна овој проект пред 5 години, не очекуваа дека за толку краток период ќе имаат толку високи амбиции, но се подготвени за предизвикот кој стои пред клубот. Во текот на подготвителниот период, клубот веќе има и закажани пријателски надпревари, со цел што побрзо екипата да се запознае помеѓу себе и да биде конкурентна во новата сезона. Првиот ќе биде на 10 август. Во меѓувреме бараме противник бидејќи сите екипи од околината или од Македонската лига или почнуваат покасно или не им се предвидени надпревари во тој термин, но секако дека ќе изиграме некој надпревар без разлика кој ќе биде противник. Следниот ќе биде на 15 август. Eurofarm работник има закажани пријателски надпревари со грчкиот шампион, тимот на Филипос Верија, а предвидено е и учество на меморијалниот турнир Миле Нешковски, кој се организира во Прилеп.